Политиката настрана од работата на медиумите и новинарите. Еднаква важност на законите за сите кои се во медиумската сфера, вклучувајќи ги интернет порталите како генератори на информации, а неретко и на лажни вести. Политиката настрана од медиумите и новинарството и втората работа функционирање законите за сите, не само за традиционалните медиуми, туку и за порталите. Постојната законска регулатива мора да се допрецизира. Мора јасно да ги конкретизира стандардите за како на најефикасен начин представниците на медиумите, особено новинарите, да се фатат во костец со коруптивните влијанија и пласирањето на лажни вести. Секој може да биде новинар, но треба точно да знае што прави кога шири одредена информација како таква. Понатаму треба да се води сметка за дисперзираната правна заштита на онлайн медиумите во Македонија, зашто онлайн медиумите не се регулирани во Законот за медиуми, Законот за радиодифузија, но уживаат дисперзирана правна заштита во низ закони, како што е Кривичниот закон, како што е Законот за авторско дело, за авторско право и сродни права, како што е Законот за електронската трговија, Законот за заштита на лични податоци. Борбата против корупцијата и имитувањето на лажни вести ќе е поефикасно доколку работата на соодветното тело, во случајот Државната антикорупцијска комисија, има свој континуитет на работа. За жал го имаме само долното место на скалата. Ако сите земји во регионот веќе имаат нови антикорупцијски закони кои што ги имплементираат и за кои што имаат увидено од праксата дека им се потребни промени, во Македонија и ве скоро цела година чекаме нов закон, со тоа што ако Република Македонија во минатото беше пример за борба со корупција на превентивен план, сега го имаме не толку славното последно место. Во меѓувреме, до повторното активирање на антикорупцијската комисија и спроведувањето на адекватната законска регулатива, очекуваните позитивни резултати во борба против корупцијата и пласманот на лажни вести ќе изостанат. Сега, се сведува само на констатација, а не и на очекувана реализација. Ова, меѓу другото, се слушна на денешната дебата на спомнатата тема, одржена во Универзитетот Гоце Делчев.